Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Просечната плата во Македонија се доближи до 50.000 динари, но и понатаму е меѓу најниските во регионот. Во исто време, синдикалната потрошувачка кошница е значително повисока од една просечна плата. Оно што денес ме прашуваме во Црвена линија е дали според вас растот на платите навистина носи подобар животен стандард или трошоците за живот растат побрзо од платите. За учество и одговори во Црвена линија треба да се заврти нашиот број 02-307-0005, да се намали тонот на телевизорот секако и да не се користи во одговорите, односно пријавувањето интерфон или спикерфон. Секако, почитувани, не заборавајте да бидете активни кога станува збор за анкетите на Црвена линија, но за учество во нив треба да не заследите на Инстаграм. Тоа значи го барате профилот на Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија, а од кога ќе не заследите, кликнете на Instagram Story. Црвена линија денес ве прашува: што е поголем проблем за вашиот семеен буџет? Под А – ниските плати или пак под Б – високите цени. За учество во анкетите треба да се кликне на полето кое што го содржи вашиот одговор, почитувани. Не ги впишувајте, подсетувам, во инбокси, ДМ и така натаму, бидејќи така не влегуваат во пресметката. Но доколку кликнете на полето, секако резултатите ќе ги пресметаме и ќе ги соопштиме кон крајот на ова денешно издание, како впрочем и во секое наредно. А ќе бидат објавени и на Instagram Story, така ќе останат тука во следните 24 часа. Па сега е време и да ве слушнеме. Не е лошо да и ве започнеме и со анкетното прашање, кое што неретко го поставуваме и за гледачите кои што се вклучуваат во живо. А тоа што е поголем проблем за вашиот семеен буџет? Дали се тоа ниските плати или пак високите цени? Секако централно прашање во Црвена линија е и тоа е што е всушност што побрзо расте, дали се тоа платите или пак трошоците за живот. Почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. А што побрзо расте според вас, платите или пак трошоците за живот? Трошокот за живот поише расте за едно 15% во однос на другото. За еден член да може да издржи, му треба некаде околу 45.000 денара, самиот. Значи си плати струја, вода, ред други работи. 4 члена семејство му треба, да кажем, 100.000 денара. Што значи тоа? Значи човекот да си плати струја, да си плати данок, да си плати струја, сите трошкови да ги подмери, школско, здравство, све комплет 100.000 денара. Еве денеска ја искочив на пазар да пазарам. 2000 архи му отиде како 200 денара. Најосновните работи што мора да ги имаш во едно домаќинство. Не можам да разберам, мора да се... Ја и дадов и порано еден предлог кај вас, во вашата емисија да се скрати некоја нула. Ке држи место тоа. И порано имало да скратува и на нули, за тоа што дошло до ефекта. Друго чаре нема. И се уште едно нешто да ви кажам. Се уште во Кучково нема вода за пиење. Ни поставен водовод, ни цевковод, ни ништо. За селската чешма никој ни дошол, ни видел, ни прашал. Да не бидам многу досаден, извинете вака. Сепак ова од јавно здравје. Ова луѓе треба некој стварно да се... А еве во однос на темата ве молам уште едно прашање. Извини, молим те. Имаме и советници, дозволи вака. Дозволи ми, имаме Што работат они? Треба да се случи гостивар, треба и претхрана за болницава, не држи место. Извини вака што се упадна во оваа работа. Ви благодарам, многу пријатно. Секако благодарам за одговорите на денешната тема на Црвена линија, а во продолжение секако имаме и уште едно прашање, а тоа е колку според вас, почитувани, навистина вреди македонската плата. Одговор на ова прашање можете секако да дадете и на Facebook, заследете не, профилот е Црвена линија, сосем разбирливо, но и профилот на Телма телевизија, ги објавуваме темите на двата зида.
а учествувате во пишана форма, односно вашите одговори да бидат преку коментари кои што ги читаме во тек на една емисија меѓу вклучувањето гледачи во живо. Продолжуваме со вклучување во живо. Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав и до вас. Па сега иве, според вас колку навистина вреди македонската плата? Јас се кажам нешто што јас мислам. Дека платата не е баш јајна, меѓутоа за домаќин човек, пошто има вработено повеќе луѓе во фамилијата, стига платата. Да бидеме реални, да не бидеме плачковци, нон-стоп да кукаме. Парите стигват ако е човек домајчин. Значи, Но ако нема иве повеќе членови во семејството, ако станува збор за самохрани родители, например? Госпожо Тинче, има една поговорка да чекори човек колку што му е цергата долга. Разбирате? Да чекори човек колку што му е цергата долга и па нема да има проблем. Според вас не... уште едно прашање ви ова да ни одговорите, што побрзо расте во Македонија, платите или трошоците? Видите, јас пак сум реален, пошто сум од старата генерација, скоро 80-ката ближи. Јас сум задоволен од животот и задоволен сум од власта, од сегашна власт и Господ здрави на сите, све најдобро, убав ден. Благодарам, убав ден, се уште бидете со нас и секако изгледате оваа црвена линија до самиот крај. Целта е да ги слушнеме и останатите кои што ќе се вклучат во рамки на ова издание. Бидејќи навистина и од сите вас сакаме да слушнеме колку според вас навистина вреди македонската плата. Добар ден. Здраво. Здраво. Колку вреди македонската плата според вас? Ништо. Платата македонска зборам за обичниот работник што е у производство. Не зборам за некои што зима, тоа се многу малку што зима, да речеме, ја некако не е програмери, некои компјутерски таму експерти за ова, тие се мала група луѓе. У администрација исто може зимаат некои таму што се по партиска линија втерани у некои канцеларии таму што се рипаат еден преку друг и тие исто зимаат. Значи секој што е со факултет, секој што не е со факултет, со средна школа или со осмолетка, е девалвирано во исплатата на платата, а тие највише работат. Тие највише работат, намалку им се плаќа, и плюс, како што знам, на овој паги време не им покаже плата на никого. Па и на тие што се платачите на врати таму што лепат плакати, што знамења веат, и на тие не им ги покаже платата, интересна работа. А мене како овој се пред мене ги брани, вика, па ова влада мене ми одговара. Супер ми е со ова влада. Ова влада мера да уживаш просто да... Абе човече каки нема шанси ни една влада на планетава, може и у универзумот да што владеја вака како што овие што влада. И цело време само те замара со корекција на цени, корекција на цени, корекција на... Ало, човече, инфлација има у цела Европа, американецот дека банкротира, гориво му рипа цело време, те уште ќе ми каже... Ке благодарам за вклучувањето и секако за вашата активност и одговорите во црвена линија. Подсетувам, само внимавајте и на тајмерот, го објавуваме на екраните. Целта е да имате увид како одминуваат секундите, бидејќи имаме воспоставено правило, едно вклучување во програма временски изнесува 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, ви благодарам. Така. Моето мислење е малце друго јаче од другите. Ајде, платата како така, некако може да замине. Јас да сме сиромашни, сиромашна е платата, сиромашна е државата. Што искаме од една држава сиромашна да имаме јака плата? Това никако не оди, разбирате. Мора да се прилагодиме према това што имаме. Оти да тражиме плата, има плата некој, ама тие са посебни што има плата висока. Ама ние работниците што работиме обични или селјаците, за нас е това увек
ние сме последна дупка на свиралото и затоа треба да сме на некој начин благодарни. Не може да си благодарен като ти едва и преживееш, ама мене ми е чудно едно друго. Како преживеја тие у кафиците млади свет по 25 години, ајде да речеме и до 30, од Сабајле, гледам тука, јас сум од провинцијско место, од Делчево, од Сабајле ка ојда доле у Делчево, јас живеа на крај на градот на предградие, ка спадна у центаро пъно, на Платина пъно, вечер пъно. Кога тие свет работат за да заработат и да имаат да живеат. Тоа ми е на мене чудно. Ај тој што работи, што малку искарва окей, ама тоа што ништо не работи, како тој може да живее еден грофовски живот, така мога. Така, благодарам, ми ве поставивте прашања, верувам дека секој еден од вас и ќе се вклучи во оваа дискусија, па ги слушнавте досега почитувани одговорите. Може би еве некој од вас ќе има и одговор на овие прашања кои што ги постави господинот пред малку. Сега го ќе му се заблагодариме и ќе му порачаме да го догледа ова издание до крај. А ќе ве префрлам и се разбира на telma.com.mk. Кликајте постојано, се разбира се со цел да бидете брзо, навремено и квалитетно информирани. Насловот кој што за денес го издвоивме во рамки на ова издание на Црвена линија е следниот. Минималната синдикална кошничка над 1100 евра. Почитувани, ви се чинили дека всушност платите или пак цените побрзо растат? Каков е соодносот и колку според вас навистина вреди македонската плата? Добар ден. Добар ден, Тина. Среќен и убав ден. Среќен и убав ден и вам. Повелете, ве слушам. Платите растат. Дали растат услугите у државните институции? И тука да се прашаме. Животниот стандард расте. Па че расте, бидејќи никој ништо не произведува. Секој чека готово да купи и сака ефтино да купи. Со голема пензија сака нешто поевтино да го уцени што е произведителот да му го земе. Колку навистина вреди македонската плата? За кој како? Како имаш, така че трошиш. Ние ти на 20-та сме со 24.000 пензија, едниот зима само, и 20-та инвалиди. Живееме скромно. Че си купиш колку што можеш и колку што можеш да изедеш денеска. Ние не купуваме бифтеци, ние не купуваме свински врат, ние не купуваме кременадли најубави. Ние поскромно, што е помалку, ама да си имаш ручук. Зошто нашиот народ стана крволошен волк, никој пат не е наситен? Плати, пензии, плати и се му е малку. Не кукај, природата и тоа што имаш ќе ти го земе. Биди со широко срце, колку имам толку да сум жив и здрав сам. Благодарам многу и вам за учеството и секако за одговорите во Црвена линија. Потсетувам почитувани уште еднаш и ќе ве префрлам на Facebook, се со цел за оние кои што ви е многу полесно на овој начин или можеби едноставно не можете да не добиете за да се вклучите во живо, а сакате да дадете одговор на прашањето колку навистина вреди македонската плата. Потсетувам се што ви треба е нашиот профил и профилот на Телма телевизија. Еве нашата и објава на Facebook, вака изгледаме и веќе пристигна поголем број на коментари, така да ако вака ви е полесно, секако сте добре додени и преку коментар да дадете одговор. Да го слушнеме одговорот на следниот гледач или можеби гледачка, колку навистина вреди македонската плата. Добар ден. Добар ден. Еве гледаше на телефон. Така, добре ни дојдовте во Црвена линија, повелете. Значи, македонската плата ништо не вреди. Дали ви се чини дека трошоците за живот побрзо растат од платите? Многу, многу повише растат. Добро, ако треба да дадете одговори на ова прашање, што е поголем проблем за вашиот семеен буџет,
Дали се ниските плати или всушност поголем проблем се високите цени? И високите цени се во прашање, затоа што Мицковски 2 години разговара со овие, нели, со газите на маркетите, вака онака и се нешто ќе биде вака онака и ништо од тоа. А цените non-stop се кацува. Иве, според вас постои ли решение да не бидеме со најниска плата во регионот? Како што е ситуацијата? Мислам дека е најниска плата во регионот. Да. Според вас, која би била еве формула за да излеземе од овој ќорсо, как слободно да кажем? Мицковски да си одржи кесето, значи помалку трошоци, малку да гледа за граѓани. Така, благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Него ќе потсетиме дека синдикалната минимална кошница за месец јули изнесува 68.498 денари или пресметано во евра над 1100 евра. Ова го покажа и последните пресметки на Сојузот на синдикати на Македонија. Споредено со истиот месец лани, месечните трошоци, јас ќе побарам секако да имате можност да видите. Не заборавајте да кликате нашиот сајт tilma.com.mk. Она што ви треба е токму овој наслов, минималната синдикална кошничка над 1100 евра. Споредено со истиот месец лани, месечните трошоци за 4-члено семејство пораснале за 50 евра. Најголем дел од месечните трошоци одат за храна и пијалоци, зашто на домаќинството му се потребни над 25.000 денари. Па од тука и ве прашуваме колку вреди македонската плата и на што најмногу ви одат парите. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Благодарам. Ме слушате? Да, внимателно, продолжите. Овака сега. Прво треба да се јавуваат луѓе што зимаат плата. А не пензионери ко мене. Јас сум пензионер. Така што немам врска со овие колку е дали расти платата или не расти платата. А трошоците си ги знаеме сите за себе како ни одат. Сепак и пензионерите са граѓани на оваа земја, имаат трошоци и предизвици. Да, ама зборуваме за просечна плата, односно за минимална плата или не знам за што, за стандардите. Еве низ вашето животно искуство и гледано сега, колку вреди македонската плата? Ништо. Ништо. Имате ли впечаток дека побрзо растат цените отколку платите? Цените пораснаа. Цените се мислам. Пораснаа, што они стално растат, ама плативе не растат. Тоа е проблемот. И ако порастат, растат минимално. А поготово кај високо образованите овие луѓе. И све зависи до фирмите, приватните. За овие што се во општествениот сектор, знаеме колку се платите. На што најмногу ви одат парите? Еве и вака да ве прашаме како потрошувач. Како потрошувач? Па на све нешто. На храна најчесто и добро пензионери, нормално лекови. Така, благодарам многу. Секако не се изоставени ниту пензионерите, а секако платите душ работниот век одлучуваат за се разбира и за пензиите. Ајде да ве слушнеме сега кога почитувани денес Црвена линија, сите ве прашува колку според вас вреди македонската плата. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, колку вреди според вас македонската плата? Па стимул за заминување од дома на младите. Ги стимулира младите да си одат дома, од дома, да напуштат државата. Толку вреди македонската плата, наместо да ги стимулира да останат, таа ги стимулира да си одат. Меѓутоа сега морам да го изнесам мојот револ да ви кажам право, бидејќи цело време го употребувате Сојузот на синдикати и нивниот став. Сакам да ги викнете оние другите помаранџевскиот синдикат, гребаторите, тие да дојдат сега да кажат. Без навредливи зборови, само тоа ве молам. Не, па ги викнете затоа што кога треба да се збори за платите и покачување на платите, за да ги повикувате во емисии,
за да искажат став исто со владата. А сега кога треба да се каже како се движи оваквото да платите и стандардот на вработените, нигде ги нема и нигде не ги повикувате. И треба на граѓаните да им биде јасна една работа. Проблемот со платите и порастот на платите го прави државата. Зошто? Затоа што Сојузот на синдикати и работодавците имаат постигнато спогодба. А тоа е дека работодавците сакаат да ги покачат платите под услов државата да се откаже 1 до 2 години од порастот на зафаќањето на име доприноси од плати. Меѓутоа државата не сака да се откаже. Тоа е проблемот. За да знаат луѓето дека постигната е спогодба, меѓутоа државата ја кочи. Затоа имаме проблем. Толку пријатно. Благодарам многу. Време е да почнеме и со коментарите, односно одговорите на оние кои што земаат активно учество на нашиот профил на Facebook. Заследете не секако. На прашањето колку навистина вреди македонската плата, еве каков одговор даде Емилијано Македонски. Македонската плата е 0. Се додека државата, односно владата, не стане закон, а не газдите на фирмите да се закон, бидејќи кај нас газдите се влада, а владата е газда. Како ќе кажат газдите, така владата ќе ја води државата. Ние имаме закон само на хартија, а во реалноста не постои закон за газдите и за работниците. Пример, зошто се затвори Џонсон во Словенија? Затоа што таму е владата закон и му кажува на газдата дека ако сака да отвори фирма, ќе работи по законот кој го донела владата и ќе дава плати на работниците по закон. Благодарност за Емилијано Македонски. Продолжуваме со вас, почитувани. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Ангел од Штип. Поздрав до вас, Ангел, и секако до Штипја некои гледаат црвена линија. Колку вреди според вас, Ангел, македонската плата? Па не вреди многу, ама кој се домаќин доволно е. Добро, ве слушаме, имате свој 90 секунди. Еве, дали на што најмногу трошите како потрошувач? Комунали и храна. Добро, ви се чинили дека цените побрзо растат од платите? Секако цените растат побрзо, а ќе се надоврзам на пред неколку гледачи, што од каде младите пари кафичите се полни, така? Преку цел ден кафичите се полни. Од каде тие млади ги имаат парите? Дали ме слушате? Ама внимателно, не ви упаѓаме во збор, продолжете си. Така. Ја возев такси 15 години и возам еден дечко, млад студент, не е битно, завршен, ки патува у странство, на печалба. И дојдеме до таа тема, од каде младите кафичите се пуни, а нема пари. И он вика, абе, чичко Ангел, дома тепат се по чашите да ги спавират ситните пари од родители и врнале, железните, не? А вика у кафичо сите се челомат, а да има некој надпревар да речат, ајде, пример 1000 евра, кој има најмалку пари, ќе се истепат, кој да победе. Така, благодарам многу, господин Ангел, што не следите и сега кој што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Слушнавме многу вклучувања, многу размислувања и многу одговори на прашањето колку навистина вреди македонската плата. Па почитувани, колку вреди? Добар ден. Добар ден. Колку вреди македонската плата според вас? Колку што вреди еден министер за финансии во државата, толку вреди и македонската плата во нашата држава. Имено, за да ме разберете појасно, денеска сме месец јули, така? Така. А нашите асистенти, лица со попречена сум, од месец мај, месец јуни и месец јули немаат земено пари. Знаете зашто? Затоа што министерката која доаѓа од селска задруга не го испроектирала буџетот и нема пари за нашите лични асистенти, кои што честно постојано ни помагаат на нас лицата со попреченост да работиме и да функционираме. Толку вреди македонската плата, бидејќи имаме министер кој доаѓа од селска задруга. Ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам многу. Покуси од предвидените 90 секунди, но сосема
јасни. Останете и следете црвена линија до самиот крај. Уште еднаш ќе се навратам сега за оние кои што можеби од неодамна не гледате или можеби токму денес е вашата прва средба со црвена линија. Ве потсетувам, почитувани, да бидете активни на анкетите кои што секојдневно ни сезоните ги објавуваме како црвена линија. Затоа треба да не заследите на Инстаграм, да кликнете на Инстаграм стори. За денес прашањето е се извинувам, што е поголем проблем за вашиот семеен буџет? Под А, ниските плати или пак под Б, високите цени? Кликате на полето задолжително за да нели вашиот одговор се пресмета меѓу останатите во проценти. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе речам уште еднаш добар ден, бидејќи имам впечаток дека имаме некого на линија. Добар ден. Добро, ве префолам веднаш на Facebook. На прашањето колку навистина вреди македонската плата, еве што одговори Тихидон. Проблем се ниските плати, а се повисоките цени. Некој јаде зелка, друг месо, за што мова, не знам, сарма. За разлика од просечната плата, трошоците за живот се дупло зголемени. На ова му реплицира Зоран Радовик, Тихидон, наука има објаснување. Продолжуваме, ве прашуваме колку навистина вреди македонската плата, како потрошувачи почитувани, на што најмногу ви одат парите. Добар ден. Дали имаме некого на линија и верувам дека особено оние кои што еве токму денес ке сакаат да се вклучат, секогаш имајте на ум, тоа морам да го нагласам, да го намалувате тонот на ТВ приемникот, бидејќи навистина кога ќе ве превземат од режија, ако не го сторите тоа, воопшто нема да имате впечаток дека сте веќе во програма и од тука неретко и во тој случај гледачите се исклучуваат. Не користете ниту интерфон, ниту спикерфон. Да продолжиме? Ајде, еве уште едно добар ден. Добар ден. Секако имам печаток дека имаме на линија некој, па еве уште еднаш ќе кажам, бидејќи навистина гледачите кои што се вклучуваат во живо секогаш ја имаат предноста. Добар ден. Што се случува? Добро, имаше нешто, но најверојатно има некаков проблем. Почитувани, секако денеска со вас изборуваме и сакаме од вас и да слушнеме кога станува збор за трошоците. Според вас, кој е најголем предизвик или да кажам еве удар за семејниот буџет? Дали се причината во тоа ја гледате во ниските плати, односно во однос на износот на платата, или можеби сето тоа е резултат на високите цени? Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Значи дали платата расте и дали расте животниот стандард? Што побрзо расте? Расте, меѓутоа несразмерно спрема потребите на животниот стандард. Колку навистина вреди македонската плата? Негативна нула во однос на порастот на цените. Има едно едноставно образложение. Додека во Македонија нема ослободување од партизацијата на клучните ресори, нема напредок. Додека кабелот и водоводните цевки ја водат го водат главниот збор, нема напред и се тоа договори така на така. Еве јас просто ќе дадам прост пример. Нека, еве јас сум пензионер, нека ми ги земе 7.000 денари што ми ги дале, нека ги врати цените пред тој дел кога ми ги дал тие 7.000 денари. Таа јадарка ќе ми вреди многу повеќе него ли што ми ги дал тие 7.000 денари. Кого залажуваме? Значи македонската елита што ни ја предводат, тоа е време и едните и другите се во страшна коализија
Така, големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Една многу важна исто така напомена, време траењето на едно јавување изнесува 90 секунди. Инаку просечната месечна isплатена нето плата по вработен во месец мај за оваа година изнесувала 49.544 денари. Најголем придонес во годишното зголемување има растот на платите во секторот на снабдување со вода, отстранување отпадни води, управување со отпад и санација на околината, каде што просечната нето плата е повисока за 11,9%. А во продолжение секако ќе го прочитаме и коментарот на Жан, напишал: здраво Тина, здраво Жан. Просечната плата треба да е најниска за да може да живеат и многу други услужни дејности. На тој начин ќе заживеат многу споредни дејности, како фризери, мајстори за разни области и многу друго. Вака се е замрено. Почитувани, дојде времето за реклами. Време е да ги погледнеме и резултатите од денешната анкета на Црвена линија. Заследете на Инстаграм, почитувани, и учествувате во утрешната. Денес прашавме што е поголем проблем за вашиот семеен буџет. Ниските плати под А одговорија 55%, а под Б високите цени одговорија 45%. Останува да се заблагодарам не само што не следевте, туку што и се вклучивте и бевте дел и во ова денешно издание на Црвена линија. Кликајте на telma.com.mk и секако останете со програмата на Телма телевизија. Ние се гледаме утре во нашиот стандарден термин. Имајте убаво попладне.